Моментално се откупува само квалитетниот тутун и тоа по класа од трета и четврта. Долните берби не се откупуваат. Од денеска почнува неколку компании да воведуваат и втора категорија и се собравме екипа од сите региони тутунски во државата. Значи имаме членови од Радовиш, општина Донени, Прилеп, општина Демир Хисар, општина Могила, Велешко, Конче, Скопје и пристапивме кон регистрација на тутунското здружение. Со ова тутунско здружение се надеваме дека во иднина ќе поможиме да не ни се случуваат вакви работи. Да не се случува грабеж на тутунарите, да не биде обезвреден целиот труд. Затоа што сметаме и свесни сме дека тутунарите требаат на нашата држава, но и државата ни треба нас за да не заштити. Ги повикуваме јавно сите кои имаат улога во откупот, значи политички партии, представници на локална самоуправа, министерот за земјоделие, да изрази поддршка и сметаме дека е потребно веднаш да се отпочне преговори со нашето тутунско здружение, затоа што во позадина имаме импозантна бројка. 12.000 членови, кои што секојдневно не поддржуваат и ни даваат јавна поддршка. Значи, тоа не е бројка која што може туку така да се занемари, туку е бројка за која што треба да се обрни внимание. Секојдневно сме сведоци на омалважување, на малтретирање, на откуп кој што ги премина сите граници. Значи, се внесуваат тутуње во доцните вечерни часови, се цени во ниедно време тутун за партиски потреби, не знам како да ги наречам. А вистинските тутунари се оставени сами на себе и чекаат по 4-5 дена ред. Ќе се залагаме во оваа откупна сезона, ако може да се зголемат субвенциите. Значи, по категорија на тутуна, не по паралелно. За иднина, сега за скочување на договориве. Да се во договорот да се направи класифицирање на тутуно. Кој тутун може, четвртата класа настаници без да нека си постои. Ама да се знае кој тутун ќе оди во четврта класа. За од страна на мострите, годинашниве мостри се направени прва, втора и трета класа има тутун ставено Т1. Во сите откупи, значи претходни и сегашни 20 години уназад Т1 е прва класа. А годинава по кој начин биле мострите потпишувани, кој ги потпишувал, кој ги изготвил, не знаеме. Тоа е значи одна пресмислена работа за да биде цената каква што е сега моментално на тутуно. Симптоматски се чудиме како може да биде цената 165 денари просечната откупна цена кога на терен немаме слушнато и видено пресметка од 120 денари поголема.